Централни вести, ви благодарам што сте на Канал 5. Ова се насловите. Кочанчани на мирен протест се бара одговорност за трагедијата. Тоа е очај на народот и голем револт, затоа и мирен протест има и денеска и утре во 12:30. Демократијата значи слобода. Слобода, али да има и ред и мир за секој. Од утре најавени собири и во Скопје. Расте бројот на хоспитализираните. Уште 6 мина со последици од пожарот се пријавиле на токсикологија. Генерално се изгореници, некаде имаме искршеници кои што може би ќе треба, некои ќе стојат подолгу, кои што треба да се оперираат. Дел од повредените следната недела во Македонија. Државата најави дека целосно ќе ги покрива трошоците за странство. Сите трошоци поврзани со патувањето, сместувањето и секојдневните потреби ќе бидат целосно покриени од страна на државата. Општините со засилени контроли по трагедијата во Кочани. Се проверуваат угостителските објекти, училиштата и градинките. Не само хидрантите, проверка, ПП апарати. Готово да нема во ниту една зграда, да речеме, противпожарно црево или доволно апарати за гасење на пожар. Шест дена по трагичниот пожар во дискотеката Пулс, граѓаните на Кочани денеска организираа едночасовен мирен собир во знак на почит кон загинатите и со поддршка за закрепнување на повредените. Со пораки испишани на транспаренти, тие порачаа дека бараат правда, а правосудните институции да го расчистат случајот до крај. Од Кочани известува Маја Стојановска. Граѓаните се собраа овде во паркот на Револуцијата во Кочани, барајќи правда по големата трагедија која што се случи во дискотеката Пулс, во која што животот на трагичен начин го загубија 59 лица, а 196 беа повредени. Инаку протестот претходно беше најавен на социјалните мрежи, а според оние најави од граѓаните кои што ги добивме тука, тој ќе продолжи и во наредните денови. Утре, токму овде, тие повторно ќе се соберат и ќе започнат мирен марш низ градот. Граѓаните со кои што успеавме да поразговараме овде велат дека правда и одговорност нема да има и дека болката и тагата во нив ќе останат присутни за секогаш. Ово што го има кај нас во сега што се дешава. Значи, да не зборам за цела Европа, не сум ми да вакво нешто. Демократијата значи слобода. Слобода, али да има и ред и мир за секој. Жалам и ќе жалам за овие млади деца, тоа можам да го кажам. Мада тешка е ситуацијата, не можам да ја објаснам. Пораката да биде се мирно, да нема проблеми, да не си правиме меѓу себе. Друго, што да кажем? Треба ли надлежните да превземат нешто повеќе? Секако, ја мислам дека треба да превземат. Да не е како до сега што беше. Да има луѓето што се живеат, па да се живеат едни со други. Да нема омразија. Тоа е очај на народот и голем револт, затоа и мирен протест има и денеска и утре во 12:30 часот. Сметате ли дека треба повеќе да се превземе за вакво нешто повеќе да не се повтори? Многу повеќе треба и тоа на ниво на Македонија, не само кај нас во Кочани, во источниот дел, на ниво на Македонија, пошто постои голема корупција и криминал во Македонија. За жал, немаме зборови за утехата и секој и дека и да се соберат, ништо не може да направиме. Градот ни е веќе години не можеме да поднесеме болката и тагата. За впонеделник мирен марш се најавува и за во Скопје од страна на иницијативата кој е следен. Тој ќе започне во 18 часот и 59 минути на плоштадот Македонија во Скопје. Исто така Независниот студентски сојуз за впонеделник на платото пред Уким во 13 часот најави пленумски собир на студентите. Оттаму апелираат представници на политичките партии да не се мешаат и да не се појавуваат на собирот, бидејќи како што велат станува збор за искрено делување и организирање од страна на самите студенти. Државата целосно ќе ги покрива трошоците за повредените во странство, вели директорот на службата за општи и заеднички работи Томовски, кој информираше дека за секој настрадан ќе биде доделена финансиска помош во износ од 150.000 денари. Во меѓувреме, од идната недела се очекува во земјава да се вратат и првите пациенти кои се лекуваат во странство. Јана Јосиповска.
Државата целосно ги покрива трошоците за лекувањето на повредените во странство. Децидни се надлежните. Директорот на СОЗР Ивица Томовски кажа дека за секој настрадан во пожарот во Кочани ќе биде доделена итна финансиска помош во износ од 150.000 денари. Исплатата се очекува да почне од понеделник. Во моментов се прават законски подготовки бидејќи трансакциските сметки подлежат на заштита на лични податоци, кажа Томовски. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски пак информираше дека бројот на критични пациенти се намалува, но далеку сме од моментот на опуштање. Веќе се 5 до 6 критични случаи, меѓутоа зошто не треба да биде момент на опуштање? Како се намалува ризикот од акутните изгореници и респираторни повреди, почнува да расте ризикот од инфекции. Лекувањето на сите наши повредени во странство, сите 115 е на сметка на државата Македонија или на сметка на државите кои ги презема. Значи, има 100% покриеност на болничкото лекување и било какви други информации не се информации, туку се дезинформации. Сите трошоци поврзани со патувањето, сместувањето и секојдневните потреби ќе бидат целосно покриени од страна на државата. До сега 188 лица се згрижени и сместени. Свесни сме дека оваа трагедија носи неочекувани финансиски тешкоти. Затоа, како институции, вклучени во овој процес, донесовме одлука за секој настрадан да му биде исплатена сума од 150.000 денари како итна финансиска помош за покривање на почетните и секојдневни трошоци. Оваа помош ќе се реализира преку Црвениот крст на Република Македонија. Од идната недела ќе почне враќање во земјава на првите пациенти што се лекуваат во странство, кои се во добра здравствена состојба, соопшти министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Тимови од Израел и Велика Британија помагаат да се направи планот за враќање, рехабилитација и натамошен третман во земјава. Иако најчесто репатриацијата е целосна обврска на Министерството за надворешни работи, сега имаме специфична состојба каде што најголем дел од лицата на кои што ќе им се врши репатриација, исклучувајќи ги тука семејствата, но тие кои што биле повредени се лица со кои што со голема веројатност ќе им треба и некоја дополнителна медицинска нега по пристигнувањето во државата. Во рамки на засилените контроли на државниот пазарен инспекторат и МВР, владината портпаролка Марија Митева информираше дека затворени се 2 објекти кои не ја почитувале одлуката на владата за прогласување на денови на жалост и работеле, и за тоа им се изречени соодветни санкции. Од МВР претходно соопштија дека уапсени се одговорните лица на 2 угостителски објекти во центар, кои пуштале музика во деновите на жалост. А министерот за здравство Арбен Таравари информираше дека уште 6 лица се пријавиле на клиниката за токсикологија со последици од пожарот во Кочани. Според него, сите кои се во домашните болници се во релативно добра состојба и најави дека следните денови се планираат нови исписи на пациенти. Повеќе од Михајло Видимлиски. Во стабилна состојба се пациентите сместени на клиниките во Скопје, кои се здобија со повреди во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Вчера на домашно лекување се пуштени уште 10 пациенти, потврди министерот за здравство Таравари. На домашните клиники остануваат 54. 27 се на клинички центар, 11 во 8 септември и 10 во градска општа болница. Во приватните клиники се вкупно 6 пациенти. Сите во стабилна, добра состојба. Наредната недела веќе планираме нови исписи на пациентите од понеделник, вторник. 6 пациенти остануваат во критична состојба, а има и 6 нови пациенти кои вчера се пријавени на клиниката за токсикологија. Генерално се изгореници, некаде имаме и скршеници кои што можеби ќе треба, некои ќе стојат подолго, кои што треба да се оперираат, изгореници на слузокожа, на дишни пастиста, токсичност. Нели вчера, не знам дали ви кажав, има 6 нови пациенти кои што не беа пријавени, а се пријавени вчера во клиниката за токсикологија и ги следиме, ги триажираме таму кај што треба и ги лекуваме како што треба. Во странските клиники се лекуваат 115 пациенти, од најкритичните 2 се во Љубљана, а 4 на Институтот за војна медицина во Белград. Премиерот Христијан Мицкоски денеска го посети семејството и сопругата на Иле Гоцевски, возачот на брзата помош кој почина. Денеска го посетив семејството и сопругата на Иле Гоцевски, возачот на брзата помош кој со пожртвуваност што нема цена. Цела ноќ им помагаше на повредените од трагедијата во Кочани.
Во време кога тагата не престанува, неговиот подвиг подсетува дека храброста и човечноста живеат во нашите луѓе. Тоа се нашите херои. Иле замина тивко, но зад се постави пример кој нема да го заборавиме, напиша Мицкоски на социјалните мрежи. Судот во Кочани ги прифати сите барања на обвинителството за определување притвор за осомничените за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. 30-дневен притвор им е определен на 24 лица од 27 осомничени. Тројца се во болница. Меѓу оние на кои им е определен притвор, освен собствениците на дискотеката и организаторите на концертот, се и градоначалниците на Кочани Љупчо Папазов, Николчо Илиев и Радко Димитровски. Претходно, притворот на 30 дена им е продолжен и на Крешник Бектеши, Беким Хаджију и другите лица кои биле на раководни позиции. Обвинителството вчера отвори официјална истрага за трагедијата, посочувајќи дека до неа довеле верижните пропусти и незаконити дејствија на одговорните и службените лица. Посебна истрага обвинителството за гонење организиран криминал и корупција води за 7 осомничени началници, командири и други службени лица, осомничени дека како соизвршители и овозможиле на дискотеката незаконски да добие лиценца. Неколкуте колективни трагедии што изминатите години го погодија македонското општество несомнено ќе остават последици врз психата на луѓето што се дел од тоа општество. Кај некој на пократок, но кај некој на подолг рок, велат дел од психолозите во земјава. Кои апелираат сите оние кои имаат потреба да побараат психолошка помош. По трагедијата во Кочани, психолози и психијатри активно работат и пружаат стручна помош на сите засегнати. Ова е колективна трагедија, процесот на тага и жалење допрва почнува и затоа е потребна постојана поддршка, велат дел од психолозите и психијатрите, и тоа не се однесува само на семејствата на загинатите и повредените, туку и на оние кои помагале во спасувањето. Од Комората на психолози за Канал 5 велат, потребна е многу енергија и работа, но психолозите се подготвени и максимално посветени да помогнат. Ке треба навистина многу енергија, многу работа, многу озбилност за да им помогнеме да го надминат тоа и што побрзо да може да се вратат во еден нормален колосек. Паралелна работа е со семејствата кои ги изгубија децата и оние семејства чии деца се уште по болниците и се лечат. Да работиме со нив, да си ја покажат болката, да си ја искажат, да бидат како на некој начин згрижени. Веднаш по трагичниот настан беа подготвени и испратени насоки и до училиштата, наставниците и родителите за постапување во следниот период, односно за давање прва психолошка помош и психосоцијална поддршка во оваа кризна состојба. Министерката за образование Весна Јаневска рече дека е формирана мрежа на 100 училишни психолози од Скопје, како и од другите градови, кои ќе работат и со наставниот кадар и со семејствата на децата. Формирана е мрежа од 100 училишни психолози од Скопје, но и од други градови, кои ги насочуваме кон Кочани, Виница, Штип, Чешиново, Облешево и околните места, за да ги поддржат во работата своите колеги во тамошните училишта, работејќи со учениците, со нивните родители, наставниците и воопшто со граѓаните, а постапувајќи по посебен протокол подготвен за кризна интервенција. Клиниката за психијатрија пак веднаш по несреќата отвори телефонска линија на која може да се побара помош. Дополнително, формирани се и мобилни тимови од 10 психијатри и 4 психолози, кои во текот на следниот период според најавите ќе бидат во Кочани. А за сите оние на кои им е потребна поддршка покрај отворената телефонска линија на клиниката, наменски линии за помош има отворено и Црвениот крст за Кочани, Штип, Скопје, како и првата детска амбасада меѓаши. До сега се собрани над 51 милион денари за поддршка на настраданите во пожарот во Кочани и за нивните семејства, соопштија денеска од Црвениот крст. Оттаму информираат дека се во фаза на подготовка за првична исплата на собраните средства за најитните потреби наменети за настраданите од пожарот.
Повикуваат и понатамо сите заедно да ја покажеме хуманоста и солидарноста за настраданите и упатуваат голема благодарност до сите оние кои донираа. На централниот плоштад Аристотел во Солун се одржа собир во спомен на загинатите од пожарот во дискотеката во Кочани. Собирот беше организиран од македонците кои студираат во Грција, а беше насловен "Солун се солидаризира со Кочани". Трагедијата со големо внимание се следи кај нашите јужни соседи кои велат дека сочувствуваат со болката на македонскиот народ. Well, when a tragedy strikes, gets people closer. And in this case, we are talking about young children who lost their lives, so the pain is bigger. Your lovely and friendly town of Kocani suffers, and I was there for 4 days and witnessed all the pain and suffering of its citizens. And now the students of North Macedonia here in Thessaloniki want to express their solidarity and to express what are they feeling about what happened in Kocani. So they asked people to come to gathering to honor the memory of the victims and to express their support. It's at Aristotle's Square. I think that the Greek media were there from the very first time, from the very beginning, and on Sunday. Sunday afternoon, there were the very first live feeds from Kocani, from the point of the tragedy. That story was topping the news all over the world. And of course, in Greece, we are neighbors. We are so close to you, so we understand what are you feeling. And we were there reporting from Kocani and having your people saying to us what has happened and how are they coping with all this, because I understand that Kocani is it's a small town, 25 to 30,000 people. По пожарот во Кочани, локалните власти и во Скопје, но и ширум Македонија, иницираа состаноци со релевантните институции и инспекцијски служби кои работат на идентификување и отстранување на потенцијалните ризици од пожар. Детали од Сандра Спасовска. Трагедијата во Кочани ги крена на нозенадлежните. Повеќе општини во државава почнаа со засилени проверки во кафулињата, рестораните, зградите, училиштата, градинките. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски за Канал 5 вели, веќе одржале состаноци со директорите на дел од училиштата на територијата на општината, а следната недела ќе се состанат и со управителите на стамбените објекти и куќините совети. Но паралелно со ова се вршат и инспекцијски контроли кај сите угостителски објекти. А за почитувањето на законите и прописите според најавите ќе се разговара в понеделник и на управниот одбор на ЗЕЛС. Организирање на состаноци со купните совети и одговорните за да им се дадат неколку насоки во делот на почитување на законот за домување, не само хидрантите, проверка, ПП апарати, заедничките простори, скали за евакуација. Секаде има одредени пропусти на одредени локали кои што нецелосно ги запазуваат оние одредби кои што им се дадени од страна на општината. Во Скопски Карпош од страна на инспекцијските служби веќе се поставени известувања станарите да извршат проверка дали функционира противпожарниот систем во нивните згради, а градоначалникот Стефчи Јакимовски за Канал 5 вели, покрај стамбените се врши контрола и кај угостителските објекти. Од досегашните контроли вели, состојбата е разочарувачка. Готово да нема во ниту една зграда, да речеме, противпожарно црево или доволно апарати за гасење на пожар, или пак противпожарните скали, најчесто граѓаните ги зафаќаат или пак ги затвараат. Бараме сето тоа да се тргне
како би можеле степенот на противпожарна заштита и мобилноста на станарите да го дигнеме на повисоко ниво. Граѓаните кои ги анкетиравме велат во зградите каде што живеат цревата од хидрантите се украдени, ПП апарати нема, а заедничките простории или се пренаменети или се користат како остави, а унаму каде што ги има, слична е состојбата и со противпожарните скали. Имаше порано дека беше се вршеше технички преглед и инженерите се вршеле тоа, се изгуби. Хидранти нема, тоа давно нема, а најголем проблем е кровот. Тоа е азбестен кров, преку 30 години, 25 до 30 години веќе азбестот влегува и доаѓа до карцином. Не гледам ни место кај биле ставени, тие треба да имаат да се на штрафови над некои држачи, че има трак негде низ по улазот по скалите, не сум видел. Тешко да има, не знам, може цревата се покрадени, а и хидрантите може постојат. Зградата е 4-катна, но нема хидранска мрежа за жал, нема ни ПП апарати, така да тоа е состојбата. Вчера министерот за транспорт Александар Николовски информираше дека во тек е проверка на сите лиценци кои се издале од министерствата и институциите. Од министерството со кое тој раководи, како што кажа, досега се проверени над 640 лиценци од вкупно 1100, а одземени се 97, од кои најголемиот дел се однесуваат за лиценцата Б, односно за изведувачи на градби од втора категорија. Според Николовски станувало збор за правни лица, кај кои е констатирано дека по издавањето на лиценците престанале да ги исполнуваат законските услови. Најави промена на законите за градба и урбанистичко планирање, кои, како што кажа, имаат недоречености, особено во делот на контролата. Дури 484 пожари на отворен простор од пошироки размери биле регистрирани во земјава од почетокот на месецов. Меѓу нив и тој во околината на Струмица, кој што вчера беше ставен под контрола. Од Центарот за управување со кризи велат дека најголемиот дел од нив се поради палење стрништа. Пожарот во Струмица започна од стрниште и зафати трска, која што ја има во голема количина на тоа место. Поради силниот ветер кој што се појави доста по пладнето, постоеше опасност да бидат зафатени викендици кои што се наоѓаат во тој дел од пожарот, на територијата каде што пожарот гореше, но исто така постоеше опасност поради ветрот пожарот да тргне кон некои од околните села, благодарение на брзата интервенција на пожарникарите од Струмица, кои што побараа помош од своите колеги од Радовиш, Валандово и Дојран. Пожарот беше најпрво ставен под контрола за подоцна во текот на ноќта истиот да биде изгаснат. Синоќа после 9 часот бев на лице место и може да видам дека се работи за навистина сериозен пожар, што е несвојствено за овој период од годината. Сите информации продолжуваат на нашиот веб портал kanal5.com. Гледајте ни во вечерното издание. Благодарам за вниманието.